Здраво, драги ученици, јас сум Тони Аврамов, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Ќерќевија. За денешниот час имаме доста интересна тема, доста интересна содржина, една драма од францускиот класицист Молиер, која што се вика Тартив. На почетокот од овој час, само неколку кратки биографски црти за овој представник на францускиот класицизам, Жан Батист Оклен Молиер. Неговото семејство било угледно и богато во тогашното општество. Молиер ја наследил декоратерската работа од татко му во кралскиот дворец. Студирал право, но не бил заинтересиран премногу за оваа професија. Ја отфрлил и професијата на татко му. Со својата пријателка Мадлен Бежар и нејзините браќа го основале славниот театар, кога тој го зел псевдонимот Молиер. Поради финансиски проблеми театарот пропаднал, а самиот Молиер стасал дури и во затвор. Но страста кон театарот веќе била разгорена кај него, па со неговата трупа ја обиколувал на трешноста на Франција, каде што изведувале постојано театарски представи. Кога се вратил во Париз, ја добил поддршката на братот на кралот и оттогаш се здобива со слава и успех. Затоа во своите драми тој вметнува зборови со кои го величи кралот, како знак на благодарност. Напишал 33 комедии во стихови, од кои најпознати се Тартив, Дон Жуан, Мизантроп, Вообразениот болен, Скржевец и така натаму. Денеска се осврнуваме на комедијата Тартив. Но на почетокот од обработката на ова мощно и интересно дело, да повториме што беше тоа комедија. Комедија е вид драма во кој судирот, дејствието и личностите се прикажани во смешна форма. Таква е и Тартив. Тартив е комедија на карактери и комедија на нарави. Преку оваа драма Молиер го слика своето општество и дава критика на верските и политичките проблеми. Тартив е комедија со елементи на фарса, комедија на карактери и комедија на нарави, како што реков. Темата е конфликтот во едно богато и угледно семејство поради прифаќањето и величењето на свештеникот Тартив од страна на Оргон, главата на семејството. Идејата е да се разобличи и искритикува религиозното лицемерство. Комедијата е составена од петчина и е напишана во стихови. Поводот Молиер да ја напише оваа комедија било француското свештенство, кое било остро против неговиот театар, неговата личност како режисер, писател и артист. Тие биле против ширењето на слободните мисли, се мешале во државните работи и во интимниот живот. Затоа Молиер во Тартив ја разобличува лицемерноста, измамата, лагата и лажната набожност како главни сопирачки на правилниот развиток на општеството. Ќе ви ја раскажам драмата, која што, како што реков, е во петчина. Овде и на самата презентација, секој чин ви е посебно даден, така што можете и повторно да се потсетувате на оваа кратка содржина. Меѓутоа, нормално мојата препорака е да ја прочитате комедијата во целост. Прв чин. Во домот на благородникот Оргон се доселил побожниот човек Тартив, кого Оргон и неговата мајка, господјата Пернел, го возвишуваат, додека сите други членови на семејството го напаѓаат, нарекувајќи го измамник. Кога Оргон се враќа дома, неговиот чура Клеант се обидува да го убеди во лицемерието на Тартив, но Оргон е заслепен од неговата побожност. Клеант го прашува Оргон за плановите во врска со мажачката на неговата ќерка Маријана, а Оргон дава неодреден одговор. Ќе видите зошто малку подоцна. Втор чин. Оргон ја соопштува на Маријана својата одлука да ја омажи за Тартив, наместо за свршеникот Валер. Маријана му се покорува, додека нејзината придружничка Дорина остро му се спротиставува на Оргон, а потоа ја прекорува Маријана за нејзината послушност кон татко ѝ. Слушајќи ги тие вести, Валер ја посетува Маријана и меѓу нив доаѓа до Кавка, но Дорина
успева некако да ги смири. Во третиот чин, Тартив изјавува љубов на Елмира, сопругата на Оргон, но таа го одбива. Љубовната изјава на Тартив ја слуша и синот на Оргон, Дамис, кој му кажува на Оргон. Тартив го признава својот грев, но Оргон го обвинува својот син за клевета и го брака од домот. Тартив лицемерно му соопштува на Оргон дека ќе ја напушти куќата, но Оргон го моли да остане и му соопштува дека ќе му го препише целиот имот. Во четвртиот чин, Клеант го обвинува Тартив за лицемерното однесување. Оргон јавно ја соопштува својата одлука да ја омажи Маријана за Тартив, а Елмира го замолува да се скрие во собата и самиот да го слушне додворувањето на Тартив. Подосна, таа го повикува Тартив во својата соба, а Оргон се крие под масата. Кога Тартив ќе посака да води љубов со Елмира, Оргон го брка од својот дом, но Тартив му се заканува, изјавувајќи дека тој е сопственик на куќата. И во последниот чин, во домот на Оргон доаѓа судски извршител, кој му дава рок од 1 ден за да се исели. Положбата на Оргон е влошена уште повеќе, бидејќи претходно тој му дал на Тартив некои документи кои докажуваат дека Оргон му помогнал на еден свој пријател да побегне од одмаздата на кралот. Тартив пак тие документи му ги предал на кралот. Во куќата доаѓа Валер, кој веќе организирал како Оргон безбедно да се засолни. Но токму тогаш во куќата доаѓа Тартив со еден полицаец кој треба да го уапси Оргон. Додека Тартив задоволно ги трие рацете, полицаецот го апси него, бидејќи кралот дознал за неговите злобни постапки. Истовремено, поради претходните заслуги, кралот му го простува гревот на Оргон. Благодарниот Оргон ја прогласува својата одлука да ја омажи Маријана за Валери. Така среќно завршува, комедијата Тартив, прочем таа е комедија, која што ќе ве насмее, меѓутоа и ќе ви даде можност малку повеќе да размислувате за карактерите на луѓето. Еве ги карактеристиките за Тартив и за Оргон. Тартив е лицемерен измамник во свештеничка мантија, лаком и развртен човек, лажливец, користољубив и ненаситен, клеветник и шпион. Со еден збор, тој е олицетворение на дволичноста. За разлика од него, оној исто така заслепениот од друга страна Оргон е богат благородник, човек кој лесно паѓа под туѓо влијание, лекомисленик, наивец што не може да ја согледа сопствената глупост, марионета во рацете на Тартив. Односно, Оргон е олицетворение на слепата набожност. И другите ликови се интересни во драмата. Госпоѓата Пернел е слична на својот син. Тие двајцата се на истата страна. Го заштитуваат лицемерот толку слепо и фанатички и затоа се носители на смешното во драмата. Таа е религиозно заслепена против земните уживања и смета дека сите што не мислат како неа грешат. Елмира е добра сопруга, мајка и снаа, која сака да помогне во разобличувањето на Тартив. Таа сака да ја одбрани својата чест и да го разубеди заслепениот сопруг, па затоа Божем го заведува Тартив. Дамис е чесен и искрен и се обидува отворено да му каже на татка си дека е заведен. Дорина е посебно изграден лик преку кој се представени широките народни маси и нивните позитивни особини: добрина, умност, трезвеност, здрав разум и критички став. Таа е многу интелигентна и веднаш ги сваќа намерите на Тартив. И на крајот Маријана, која е премногу мирна и покорна и помага да се спротистави на татка си и да се избори за својата љубов. Толку за оваа наставна содржина, со цел, откако ќе ја прочитате драмата, да напишете еден есеј за лицемерието во денешното општество, нормално користејќи ги придобивките од драмата Тартив. Ви благодарам на вниманието и останете ми здрави, живи и весели. Довидување.